Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ, со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ова емисија, почитувани гледачи, што е посветена на македонските спортски легенди, всушност ќе биде емисија за една исклучителна личност во која се вткаени, би рекол, две легенди. Едната е она што е негов животен позив, значи професијата, а се работи за медицината, поточно кардиологијата и кардиохирургијата. Тука има постигнато еден врв во светски размери и признате од сите светски експерти за своите научни пронајдоци, за сето она што го збогатува, што ја збогатува литературата околу овој проблем со срцето и кардиологијата. Меѓутоа, го постигна врвот тамо, но тој често знае да каже дека над врвот има друг врв. Па токму со тие други врвови е она, пошто е познат и пошто го сместуваме во спортските легенди. Веројатно, предпоставувате, станува збор за доктор Сашко Кедев, професор, од неодамна и постојанен член на Македонската академија на науките и уметностите, популарно наречена МАНУ, и човек кој практично го подели својот живот. Максимум да постигне во кардиологијата, максимум да постигне во качувањето на големите височини, оние најпознати врвови во светот. Сашко, добродојде во нашата емисија за спортските легенди. Кажав дека во тебе се вткаени всушност две легенди. За тоа ќе стане збор нешто подоцна. Сега ме интересира какво беше твоето детство. Ти доаѓаш од Штип. Штип инаку спортски град, меѓутоа во сите спортови ми се чини него достигнал оној максимум што може да го достигне со оглед на квалитетот на спортистите што ги имал. Единствено може да се каже за борачите кои беа со години едно по друго шампиони на Македонија, оттаму произлегува и неколку државни репрезентативци кои имаа високи пласмани на големите приредби. Па еве сега како изгледаше твоето детство во Штип? Благодарам. Најпрво ми е голема чест и задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Би кажал дека детството е многу важна фаза во животот. И мислам дека најраното детство и раната адолесценција се можеби клучни во стварањето на личност. Јас имав среќа да растам во една средина, многу хармонична, балансирана средина, и од мали нозе имав прилика да следам многу успешни спортисти. Точно е дека борачите беа во слободен стил меѓу најдобрите во поранешните југословенски простори. Меѓутоа, јас као дете се занимавав со еден малку не толку популарен спорт, тоа е пинг-понг, и почнав уште во пионерска конкуренција, така да имав учество позабележително во таа конкуренција, пионерска и младинска, и тогаш бев дел и од пинг-понгскиот клуб Брегалница, кој што го водеше Трајче Барбареев, чии синови Ванчо и Кирил потоа дадоа најголем импакт на пинг-понгот во Штип и стана едни од најдобрите во историјата на македонскиот пинг-понг. Инаку во тоа време тој спорт ми овозможи да се фокусирам на важноста на само дисциплината. Бидејќи нашиот тренер Трајче Барбареев тогаш многу од ова перспектива, многу педагошки и многу стручно
пристапуваше посебно кон помладата генерација и ни наметна на некој начин еден животен стил на посветеност на тоа што го правиме. Значи, тоа беше еден од клучните моменти и за твојата натамошна ориентација и кон оние други работи што ги работеше. А што беше она што те привлече во медицината, например? Дали од мали нозе се интересираше за неа или пак некој момент така одигра клучна улога за среќа на сите нас и посебно на твоите пациенти да се определиш на медицинските науки? Не би можел да издвојам конкретно некоја причина зошто се запишав на медицина, меѓутоа како и да е, се запишав во 1980 година и тогаш од кога почнав студиите, тогаш прекинав со активно играње на пинг-понг, бидејќи максимално се посветив на студиите на медицина, од кога се вратив од ослужувањето на војниот род во Загреб. Тоа беше 80 година, као прва генерација што отидовме во ЈНА после завршување на средна школа. Инаку во тој период во пинг-понгот во Македонија, во таа фаза доминираше Атанасовски, сигурно знаете, Мац, легендарниот Мац. Легендарниот Мац и Куглар беше добро. Да, меѓутоа беше непобедлив. Потоа се појави една група на многу талентирани пинг-понгари од Прилеп, кај што убедливо беше најдобар Мими Петревски. Потоа се појавија неколку забележителни, талентирани спортисти, како Филе Матевски, останати од Скопје. Така да јас во фазата кога се запишав на медицински факултет, престанав активно да тренирам. Меѓутоа ми остана навиките на посветеност на тоа што го работам. Значи, пинг-понгот беше спортот кој практично вака делуваше кај тебе, не само за што се однесува до физичката сила, иако и таму има трошење покрај масата, враќање топки, па спинови и така натаму, меѓутоа одигра улога во смисла на насока во животот, да знаеш дека со настојчива работа може да се постигне многу. А кога ги спомна пинг-понгарите од Прилеп, еве сега, бидејќи ова емисија и за постарите генерации, да ги споменам и јас, Полегулевски, Мавцовски, тие беа меѓу првите. Базерковски. Да, во Прилеп, а овде Ѓорги Митревски, Гарга го вика, беше тренер, потоа Љубе Стефановски, па Никодиновски, имаше доста така пинг-понгари и дури после дојде Мац. И така што навистина пинг-понгот беше интересен, а можеби и поради тоа што и Југославија имаше тогаш шампиони во Долинци, Харангозо, беа тука меѓу најдобрите во Европа. Па направив една дигресија за твојот прв спорт, за да продолжиме понатаму. И тука во пинг-понгот е многу важно фокусирањето. Значи, во пинг-понгот е фокусот на топче најизразен, дури поизразен отколку во тенисот. Веќе тенисот е со поголемо топче, со поголем рекет. Брзините при пинг-понгот се многу побрзи и фокусот на топчето е многу важен. И тоа и во животот е многу важно да се научи фокусирање на вистинските работи. Ти преку пинг-понгот, значи, тоа беше плюс така за... Тоа посебно да во работата да. ми помогна тој фокус, бидејќи Помага и во оваа работа? Да, на интервентна кардиологија, бидејќи ние се фокусираме на едни многу ситни детали од крвните садови на човекот и понекогаш додека се работи некоја интервенција се работи со многу тенки инструменти и треба многу голема фокусираност и прецизност, како и во многу гранки, останати гранки на медицината. Добро. Еве сега кажаве малку за медицината, кажаве за твојот прв спорт и мислам дека токму тоа како да беше вовед во она следното што следеше, да не речам алпинизам, не алпинизам, алпинизам е кога одат по карпи до високите врвови, меѓутоа во животот, во спортскиот дел од твоето живење, го одбра качувањето на големите височињи.
на врвовите, светските врвови. И интересно е дека ти имаш спасено многу животи, но во една презентација твоја слушав дека често пати и ти си се движел во зоната на смртта. И па сега тоа е опасно, ти се определи токму за тој спорт. Која беше причината? За пинг-понг, дознавме да се фокусираш. А овде? Во животот многу работи доаѓаат спонтано и не зависат многу директно од нашата волја или интенција, така да доаѓаат спонтано. А инаку движењето во зоната на смртта е над 7600, над 8000 метри. Тоа се рачуна простор во кој што човечкиот организам нема доволно кислород и тоа е всушност соочување со ризикот, ама ризикот од сопствената смрт. Бидејќи ние кога го живееме, можеме да го живееме животот на два начини. Можеме да го живееме млако и всушност да го преспиеме животот, или може животот да го живееме како зовриена вода. Бидејќи водата, бидејќи водата за да зоврие, за да ја смени својата физичка форма од течна во пареа, треба да зоврие на 100 степени. Така и животот. Ако го живееме животот низ оган, тоа ни дава можност за кристализација на личноста. И тоа си дојде само од себе. Не е дека јас сум планирал во одредена фаза дека ќе одам на големи височини, на хималајските врвови над 8000 метри. Тоа си дојде спонтано, бидејќи многу работи во животот се случуваат спонтано и ние всушност не знаеме и зошто се случиле. Сега да ни кажеш како течеше твојата кариера во тие искачувања на големите височини, дали се консултираше со некој? Често јас го споменувам во овие емисии кога се работи за планините, за врвовите, Јове Поповски, дали со некој од нив или така во моментот кај тебе се роди таа идеја и возбуда еве да почнеш и ти да се качуваш за врвовите? Улогата на Јове е многу голема, бидејќи со Јове прв пат бев на Мон Блан 2006 година. Тоа беше моје прво соочување со височини над 4000 метри. И со Јови и со Надир бевме на Мон Блан и за 3 дена 2 пати го качивме Мон Блан, што беше од сегашна перспектива на вистина успех со оглед на претходниот бекграунд. Потоа со Надир бев на Аконкагва, тој е највисокиот врв на јужноамериканскиот континент 2008 и во таа година ги искачив и Килиманџаро Денали, тој е највисокиот врв на Северна Аљаска на Северна Америка. И тука ми се створи амбицијата да одам на Еверест. Значи на Денали кога се симнавме од врвот, тогаш ја донесов одлуката дека ќе пробам на Еверест и затоа веќе стапив во контакти со одредени агенции што ги организираат овие експедиции и се приклучив на Adventure Consultants, тоа е новозеландска експедиција, една многу позната агенција во оваа област и тука всушност 2009 година јас отидов на Еверест точно 20 години од првата македонска експедиција што ја водеше Јован Поповски, во која што Дими Илиевски Муратот беше првиот македонец што се качи на Еверест и тоа беше било всушност огромен успех, бидејќи во тоа време само 10 или 20, најмногу 20 нации имаа своји представници на Еверест. И тоа беше во тоа време навистина голем успех и тоа беше македонска експедиција во рамките на Југославија, се уште 89-та. Имавме македонска експедиција што се качи на Еверест. А ти со која експедиција го имаше твоето качување на Еверест? Значи јас бев со Adventure Consultants, тоа е новозеландска една групација која што вклучува многу искусни шерпаси и искусни водичи од западноевропскиот бекграунд на high altitude climbing. Имавме главен водич ни беше Дейвид Хамилтон од Шкотска и тоа беше според мене од оваа перспектива можеби најбезбедниот аспект на приоѓање на овие ризични потфати. Значи реши и после колку време се случи тоа искачување твое? Значи искачувањето беше околу месец и пол од прилика трае искачувањето на Еверест со самата аклиматизација, бидејќи тоа вклучува
една фаза на аклиматизација во која што неколку пати се качуваат височини над 6 до 7000 метри. Базните логори. Да, од базниот камп до кампот 1, кампот 2, дури и кампот 3, ја допираме 7300 надморска височина и се синуваме повторно во базниот камп. Дури тогаш ни препорачаа да одиме и подолу од базниот камп, за да му дадеме шанса на организамот да се опорави. Бидејќи еден од клучните аспекти, од медицински аспект, како телото ќе го поднесе овој голем напор и непредвидив напор, е балансот помеѓу добра аклиматизација, тоа значи синтетизирање на нови црвени крвни зрнца кои што поефективно ќе го транспортираат кислородот од една страна, и од друга страна да се превенира катаболната фаза. А катаболната фаза е кога организмот почнува да се топи пред се мускулите, поради долг престој во таа висинска зона. И тука е тој баланс помеѓу добра аклиматизација со добро оксигенирана крвна слика и превенција на катаболната фаза. Ти што почувствува во тие моменти кога почнавте да одите од еден до друг камп, бидејќи си специјалист за таа област, функциите во организмот, дали во некој момент се заплаши или запраша, што барам јас овде, не знам. Ни еден момент немав дилема, ниту се сомневав дали ќе успеам или нема да успеам. Бев многу посветен на тој процес на искачување, меѓутоа морам искрено да кажам дека имаше моменти на криза. Меѓутоа тие на моменти на криза не беа поврзани со дилема што барам тука и дали да се откажувам. Например, првиот момент при последната ротација, кога дојдовме до Лоцефеис на 7300, јас добив некои кракори при дишењето и како лекар претпоставував дека е можеби една од компликациите на голема височина, тоа е high altitude белодробен едем. Значи, оток на белите дробови, кога во белите дробови се излева течност, тоа го имаме кај нашите пациенти што имаат слабо срце, бидејќи срцето слабо пумпа и дел од течноста и пациентот и човекот се дави во собствената течност. Ти што помислиш? И ја помислив дека го развивам белодробниот едем. И бидејќи немав стетоскоп да се слушам, само со палпација по телото се палпирав и всушност констатирав дека тие кракори не се од белите дробови, туку се од исхемија или хипоксија на цревата. Бидејќи целиот организам страда во тие услови. Тоа значи дека нема доволно кислород не само за белите дробови за мозокот, туку и цревата и мускулите, целиот организам е на состојба на хипоксија и тоа беше едно ослободување за мене, бидејќи белодробниот едем од голема височина и мозочниот едем се потенцијално фатални компликации. Тоа е механизамот на смрт на големи височини. Токму тоа сакав да те прашам, дали беше до белите дробови тоа што го почувствува тогаш или од стомакот, затоа што од искуство знам атлетичарите кога велиме ги фатило криза, таа доаѓа од овде негде под диафрагмата и отежнато е дишењето, така да не може да развие она брзина, особено во финишот, во која што треба да се избори за што подобар пласман. Значи, точно, има сличност во тие механизми, да. Од таму, значи, доаѓало тоа. Се искачи на Монт Еверест, опиши ни ги тие моменти кога дојде во близината на Хилари Степ, дека веќе кога се доаѓа тука, сите сметате готово, Монт Еверест е наш. Тоа исто беше добро што од експедицијата не припремија за тој момент. Ни кажаа дека кога ќе пристапите до јужниот врв, бидејќи ние кога се качуваме го гледаме јужниот врв, и кога ќе стигнеме на јужниот врв, тогаш го даваме максимумот. Меѓутоа, кога доваѓаме на јужниот врв, тогаш се отвара Хилари Степ и Вистинскиот врв. И тоа е момент кога многу од планинарите се деморализираат и ја губат таа последна енергија, бидејќи го дале максимумот тука. Ни беше кажано дека треба да чуваме дел од енергијата за тој последниот чекор. Како и да е, кога дојдовме до јужниот врв, тоа е некаде 100 метри под Вистинскиот врв. И тука се покажа Хилари Степ. Тој е технички најкомплексниот дел на искачувањето и поради тие причини
било најтешко до 1953 да се качи Еверест, токму поради тежината на Хилари Степ. Претходно стигнале Ерик Шиптон до јужниот врв, меѓутоа не успеале да го поминат Хилари Степ и така не бил успешна експедицијата. 1953 Едмунд Хилари Пасанг Тензин го надмина, значи го качија Хилари Степ и стигнаа до врвот. Тој момент беше многу тежок, дури имам за среќа некои фотографии од позади, еден од черпасите имаше направена фотографија и сеќам буквално на моментот кога со раката се држам до еден висок дел од снег. Всушност ми требаше одмор. Се прави еден чекор, 10 пати се вдишува и се издишува. Се прави друг чекор, 10 пати се вдишува и издишува. Затоа некој ако ви каже дека го претрчал Еверест и било лесно, дека шерпасите носат, тој човек не бил над 8000 метри. Бидејќи во таа зона над 8800 метри скоро, тоа е некомпатибилно со супериорно изведување на тој сегмент. И беше многу технички и зактевно да се искачи Хилари Степ. Дори кога качивме, се сеќам дека секој чекор, а го гледаме врвот, и веќе нема некоја посебна стрмнина после Хилари Степ. Да, и секој чекор истоштен организма треба да се стигне. И фактички јас сеќам дека можеби го дадов максимумот во тој дел и кога стигнав на врвот, со едната нога бе во Тибет, а со другата во Непал. Горе на. И тоа беше неверојатно чувство. И тоа е чувство во кое што ја осознаваме минорноста не само лична, незначајноста лична, туку незначајноста на хуманата популација, како луѓе. Значи, ние мислиме дека се врти во универзумот околу нас. А всушност, ние сме само еден мал дел од тој универзум. Еден мал дел и сите сме поврзани и меѓусебно зависни. И тоа е всушност нешто за што науката се уште нема објаснување. Веќе науката дефинира многу физички закони, хемиски закони, математички закономерности, медицински механизми се објаснуваат. Меѓутоа, науката се уште нема дадено образложение на нашата меѓусебна поврзаност и зависност. И всушност, дека ние представуваме само еден мал дел, нераскинив дел од универзумот. И всушност тоа беше едно чувство што ми одеше во свеста во таа фаза и всушност во тоа време јас изгубив критичноста на расудување, што викаат, на размислување, на проценување, тоа што е многу важно во медицината, бидејќи после 30 минути Јунг Бушерпа, што беше одговорен за мене, буквално ме влечеше за рака, мора да одиме. Мене не ми беше јасно кај ќе одиме. Значи, а знаеше каде си? Значи, кога стигна бидејќи кога седев на врвот, бев комплетно истоштен, меѓутоа пред мене имаше една неверојатна гледка. Тоа е една гледка во која што се гледа овално заобиколеноста на земјата, овалната форма на земјата, бидејќи од таа перспектива на 8848 метри се гледа сферичноста на земјата. И тоа е всушност едно неверојатно чувство. Бидејќи од еден аспект сваќаме колку сме ние минорни, незначајни како хумана популација во однос на се околу нас, а од друга страна е многу важно чувството дека сме дел од една популација која што се наметнала на се останато во земјата и ни овозможила да бидеме доминантни на се во земјата. Ти беше доминантен и во овие услови, се искачи горе на Монт Еверест, потоа слегувањето и тоа е проблематично. Баш токму на тоа слегување настрада и Мурато. Малку да се одмори и остана таму. И кога разговарав, рече дека спуштањето е исто како качувањето. Сега качувањето е нагоре, а спуштањето кое е качување? Ова да го објасниш. Да, спуштањето од големите планини во зоната на смртта е потешко од качувањето.
Бидејќи при искачувањето секој што оди има цел да го постигне искачувањето на врвот и дава максимум од себе. И многу луѓе не остават ниту малку енергија за спуштање. Тоа е многу чест феномен. И затоа најголемите трагедии се случуваат на симнувањето. Тоа е секојаш. Исто и во животот. Затоа викаш трчање треба и качување и надолу. Исто во животот, бидејќи, еве, една споредба. Пензионирањето е еден од најголемите стресови во животот на интелектуалците пред се. Бидејќи кога ќе се пензионираат, многу луѓе ја губат смислата на животот и не наоѓат, еве како тебе, например, мотив да продолжат понатаму. Според мене, на еден таков настан бев поканет во Ралеј, во Соединетите Американски држави, тоа е в близината на Дюк Университи. Еден познат колега се пензионираше, неговите колеги не поканија тројца од Европа да дојдеме на таа прослава. И сите имавме накратко да се обратиме до Тиф мен. Моето обраќање беше ова искуство што го доживеав. Дека кога одиш кон врвот, треба да продолжиш да одиш. Меѓутоа, кога ќе стигнеш на врвот, со други зборови, кога треба да се пензионираш, треба да продолжиш да се качуваш. Бидејќи тоа симнување е потешко од качувањето. И затоа е многу важно да се има некое хоби во животот. Да се има смисла во животот, бидејќи професијата јас лично ја доживувам како еден аспект. Бидејќи ние како луѓе сме мултидимензионални суштества. А секој си е во својата област она што треба да биде и докај што постигнал. Еве овдека навистина ова е една импресивна слика, ќе ја покажеме и на гледачите. Минатата година, да кажам, 2022-та, за еден кус релативно период успеа да се искачиш на Монте Еверест, на највисоките врвови, на Хималаите. Монте Еверест го оставаме, него го искачи многу порано. Ова година се искачи на 4 врва, сите се над 8000 метри надморска височина. Дали тоа не беше нешто, некој посебен напор, тоа е навистина подвиг, би рекол. И кога зборуваме за тоа, ќе биде интересно за гледачите да ни кажеш за кислородот горе и за боцата кога ти испаднала, што се случувало во тие мигови, а горе по планината. После Еверест, после 2009 година, во периодот што следеше, имав поинтензивни професионални активности, немав време за вакви подолги експедиции и бев фокусиран на професијата. Во летно време одев на Алпите на некои пократки искачувања, меѓутоа нема време и всушност еден полог период не бев сигурен како моето тело веќе на оваа возраст, која што е значително понапредната од 2009 година, како би се однесувал во зоната на смртта. И тоа беше една од главните мотивации да пробам и тогаш се одлучив за Манаслу, исто по сугестија на Надир. Пријател од Надир од Тетово, со Јове што бе тетовчанецот, што бевме заедно на Монблан и сме во комуникација. И Надир ми рече... Тешко поминавте. Да. Надир ми рече, вика, има Македонија, имаме обврска према Манаслу, бидејќи генерацијата на Мурато и на Јове пред додат на Еверест биле на Манаслу и Мурато бил всушност на неколку стотина метри пред врвот, меѓутоа поради лоши временски услови не успел да се искачи и во неговиот дневник запишал Дими Илиевски ме избега врвот од джебот. Го има врвот и ме избега. И Надир ме мотивираше, ако одам на некој врв, додам на Манаслу. И така стапил во контекст со Минг Джи, еден многу познат шерпас од Непал, кој што планираше после долги години за прв пат да проба да организира експедиција на вистинскиот врв на Манаслу. Тоа е интересно да го кажам. Манаслу е една планина во која што на самиот врв еден до друг се два-три врва се еден до друг и всушност луѓето кога се искачуваат најчесто завршуваат на така наречениот фалс самит, лажен врв, бидејќи кога ќе дојдат таму мислат дека се на врвот, не го гледаат другиот. Првиот на кој што да, и налетуваат ги прават сликите и тоа е точно изгледа дека е врвот. Меѓутоа, со
други снимки е докажано дека после тој врв има еден значајно повисок врв. И Минг Наџид токму тука ме мотивираш и мене да се приклучам на таа експедиција. Имав голема среќа да бидам дел од таква една многу јака експедиција, на многу компетентни шерпаси и искачувачи. И ние се искачивме во 2021 во септември, на 24 септември, на вистинскиот врв на Манаслу. Во тоа време имаше ангажирано еден од планинарите активираше дрон. И всушност, не сакајки, он бидејќи се сликал себе си, али он се сликал на лажниот врв. И не сликаше и нас. И не покажа нас. И кога ќе ја видите таа слика, ќе видите колку е различна висината на лажниот и очигледна е разликата. И тоа искачување отвори нови перспективи. Сега веќе ништо не е исто висинското искачување, бидејќи после ова Манаслу не се признава на многу луѓе што тврдеа дека го искачиле, бидејќи го искачиле лажниот врв што е понизок. Така да многу луѓе сега повторно да се спремаат да го штиклираат вистинскиот врв. Ти во таа година, 2022, се искачи уште на 3 врва. Тоа беше 21 претходната, а 22 на пролет бе на Даулагири. Даулагири е една многу убава планина, ја викаат бела планина, бидејќи има многу голема количина на снег за време на целата година и една многу респектабилна планина со оглед на фактот дека Рейнолд Меснер, еден од најживите легенди на искачувањето на големи височини, човекот што прв пат ги искачи сите 14 врва и сите и без кислород над 8000 метри, според него Даулагири е една од најубавите планини. И тука имавме исто едно многу позитивно искуство и за среќа за таа експедиција заврши многу пократко отколку што очекувавме, бидејќи на 9 април имавме сам идеи. Го искачивме врвот и се симнавме. И сега тоа беше всушност се отвори можност да одиме на уште еден врв. И тука се случи она искуството со кислородот. Отидовме на Канченчунга. Канченчунга е третиот врв по височина, многу убава планина, многу респектабилна планина и фасцинантна планина. И бејќи бевме аклиматизирани, всушност имавме сингл пуш. Значи, одеднаш, од базниот камп, одиме кампот 1, кампот 2, преспавме кампот 2, камп 3 преспавме, камп 4 дојдовме и ноќта тргнавме кон врвот. И сега, кога тргнавме кон врвот, пред да тргнеме еден ден го чекавме Нимс Дај. Тој е еден во моментот најактуелните луѓе во high altitude climbing, бидејќи ги искачи сите 14 врва за 6 месеци и е права легенда и звезда во оваа област. И требаше да дојде Нимс Дај со принцезата од Катар, што беше главен покровител на светското првенство во Катар. И еден ден ги чекавме и всушност го пропуштивме најубавиот момент за искачувањето. Како и да е, наредниот ден тргнавме, ама во не толку добри услови. И беше многу споро искачувањето, немаше фиксирано јажење, многу долго се чекаше шерпасите да го лоцираат патот, така да стигнавме некаде на 8400 метри, значи 100 метри под самиот врв и беше веќе 14:30, скоро 15, 3 часот попладне и Минг ма рече готово се враќаме. Тогаш и Нимс беше веќе со нас, со принцезата од Катар и кога падна таа одлука требаше брзо да се симнуваме. А бидејќи одевме во погрешна насока и искачувавме некои непредвидливи тешкоти, едни кулоари што регуларно не се проаѓаат кога се оди кон вистинскиот врв, бидејќи ние отидовме на еден лажен врв. И сега кога тргнавме надолу, може само еден да се движи надолу. А јас бев тој што се пред мене имаше други луѓе, а позади мене беше Нимс. И Нимс вика што побрзо да симнам. И сега јас при едно такво вртење во куларот, боцата има вентил. Вентилот се закачи на карпата и истече за неколку секунди. Се испразни боцата. И се останав без кислород. Тунде мојот черпа на таа експедиција беше 300 метри веќе бидејќи он за него се спасува, он веќе беше долу отиден. И јас немам кислород. И Нимс вика што побрзо, што побрзо. А Нимс зад тебе? Нимс зад мене не може да ме помине, бидејќи сме во еден кулуар сличен на Хаусес Чимни на К2 што е. И тука при тоа симнување беше еден од најтешките моменти за мене, бидејќи што се прави во тие моменти без кислород? Тогаш треба многу е важно да се мотивира човек.
за да преживее. Веќе ако не се мотивира, само може да седне на карпата, да се потргне малку и ла сторија е финита. Толку е. Значи нема. Проблемот со недостаток на кислород е ако користите кислород, па снемате кислород, тоа е главниот проблем. Бидејќи тие што одат без кислород, полека се навикнуваат постепено и они не се зависни од кислород, бидејќи веќе го аклиматизирале организмот. А кога се користи дополнителен кислород, ние сме зависни од тој кислород. И тие 20-30 минути спуштање до мојот черпак, кај што ме чекаше со дополнителен кислород за мене, беа можеби едни од најтешките моменти. И од тие причини, јас ова искуство го кажувам како едно од моите најпозитивни искуства, бидејќи сметам дека во животот најмногу се учи од неуспехот. Не од успехот. Кога ќе успееме нешто во животот, тоа не раскомотува, ни дава некоја самодоверба, да не кажам понекогаш и ароганција на некој, игноранс према другите, значи тоа е поврзано со успех. И тоа го гледаме ние секојдневно. Дали ќе го гледате кај некои познати доктори, приватни, државни, дали кај некои бизнисмени, раскомотени и полни со себе. Полни се со успехот. Тоа е всушност погрешна работа. Вистинското искуство е од неуспехот. И тука, за мене, тој неуспех на Канченчунга е најпозитивното искуство што го имам на големите врагови. Има вистина во ова што го кажуваш, на вистина тоа те мотивира после. Например, не си успеал зошто се јадеш самиот со себе, за да успееш утре и да го оствариш планот, односно целта што си ја поставил пред тебе. Сега, во тие моменти, дали не дојде некој до страв кај тебе, затоа што еве што правам без кислород и начинот на кој што успеа да кажам условно речено се извлече од таа ситуација, не те подуплаши и покрај тоа што веќе имаше искуство од тие качувања на големите височини. Зашто сепак човек ќе вози автомобил, па гума ќе му пукне, па ќе го фати паника, ќе ту сега, а камоли овде кај што се работи за живот и смрт, така да речам. Дали тоа беше една од зоните на смртта, што викаш, кога си Тогаш бев најблиску бев во таа фаза, меѓутоа, ова е многу добро прашање што го отвори, бидејќи стравовите се клучот во животот. И како ќе напредуваме и ќе растеме во животот или нема да растеме во животот, зависи од стравовите. И е според мене многу важно човек да работи на самиот себе, да се ослободува од стравовите. А најважниот страв е стравот од смрт. Секој човек го има тој страв и тој страв е постојано присутен. Некогаш помалку, некогаш повеќе. Меѓутоа, кога ќе секој човек кога ќе постигне таа зона во која што сваќа дека нема ни раѓање ни смрт, дека има само континуитет, тогаш се ослободува од стравот од смртта. Бидејќи смртта е само физички чин. Во основа смртта не постои. Бидејќи нашите мисли, нашите зборови и нашите дела се континуитетот. Кога ќе кажеме еден збор, тој одекнува во вечноста. Некој од нашите предци кога кажал некој збор, јас, например, се сеќавам некој зборови од дедо ми. Кога го кажал тој збор, тој одекнува за секогаш останува. За секогаш останува. Дали го перципираме или не го перципираме, тоа е ирелевантно. И од тие причини, кога ќе сватиме дека нашите мисли, зборови и посебно дела, од тие соображенија е многу важно во животот да не правиме штета на ништо и на не само на човек, на било што. Дури не треба се прави штета и на нематеријални нешта. Сега е многу актуелно ова заштита на животната средина. Со други зборови, тоа е во тој правец. Ако успееме тука да го најдеме балансот, се ослободуваме самите себе од тој страв. А за да може некој да порасне во животот, треба да се ослободи од тие стравови. Што се случува со најголем број на луѓе? Најголем број на луѓе ги
полнат џебовите со камења, мислејќи дека тие камења се многу вредни, драгоцени. Им се полни џебовите со камења на луѓето. О, илустративно го кажувам, Да. алегорично. Меѓутоа, тие камења ни тежат во животот. Ние се движиме, носиме камења непотребно. За да може да се одвоиме, да левитираме, треба да ги ослободиме, да се ослободиме од тој терет. А тука се и стравовите. Кога ќе се ослободиме од стравовите, ние можеме да левитираме. Значи ти ги фрли сите камења и си одиш, се движиш слободно, мирно. Баш и така. сакаш да го остваруваш она што го имаш поставено. Понекогаш и јас ќе се фатам се уште како некој камен ќе ставам, ама работам на свесноста да се ослободам. Бидејќи суштината е свесноста. Ако бидеме свесни на тоа што го правиме, тогаш можеме да се коригираме. Значи да бегаме од камењата. Тешки се во животот. Апсолутно се тешки во животот. Иако дека можеби ќе ни донесат Значи, некој убави на нешто добро. Тоа е еден аспект, да се ослободуваме од камењата. А втор аспект е да не се трудиме да оставиме трага, стапка да оставиме. Значи, многу луѓе сакаат да остават трага. Пример, некој направил бизнисмен или политичар и сака да остави трага. Секој што сака да остави трага, нема никогаш да лета. Бидејќи ќе биде залепен за таа трага. Тој ќе се потисне, Ќе се дури потисне. под неа. Бидејќи ако некој оставил нешто, ние треба само да го благословуваме тоа што го направил и да се радуваме на тоа, а не да сакаме да оставиме трага по која што ќе не памтат. Кој е сега дигресија една? Легаси на Шекспир. Викаат Шекспир, значи точно, Шекспир направил многу важни дела. Што има Шекспир од тоа што го направил? Така. Точно. И затоа е многу важно изрелаксирано да се живее животот. Он може би го живеел така, ама Точно. имало и моменти кога бил и на удар од одредени структури во тогашното Да. општество, заради ова или она. Напишано. Тој не би го направил тоа ако не ги знаел овие работи. Да. Како и Ајнштајн што не би ги направил тие дела што ги направил, ако не го знаел. Не го живеел тоа. Да. Сега не довршивме за оној момент кислородот без него стигна принцезата. Принцезата ним се остави на Мигма Ти, еден уште по компетентен шерпас од него, и се симна безбедно после неколку сати принцезата до кампот 4, и всушност тоа беше многу позитивно искуство за сите. Како реагираше принцезата во тие белини таму? Принцезата е исклучително спремна девојка, која што качи неколку, не знам точно колку, над 8000 врва, меѓутоа многу спремна и многу спокојна и сталожена личност, која што на вистина зрачеше со симпатии сите кон неа. Значи таа и покрај тоа што има многу камења, знаеме од кај доаѓа, ги е сврлила сите и животот го живее Точно. онака како што мисли и посакува во една слобода и едноставно да се разонодува, макар што таа разонода некогаш носи и опасности, но битно е таа да чекори по оној пат што го зацртала. Има се, меѓутоа се решава да зачекори во зоната на смртта, како што ја велиш ти, горе на планините Да. и така. Сега дали можеш во овој момент да ги наброиш покрај овие што ги споменавме, врвови на Хималаите, го споменавме и Монт Еверест, меѓутоа за Монт Еверест да те прашам за првото качување како изгледаше со Надир, со Јове. Мислам на тоа прво качување ви се случи нешто невреме, ви улици, поостанавте горе во Тоа беше Алпите. на Матерхорн. Или Тоа е на Матерхорн во Швейцарија, на швейцарските Алпи. Да. Тоа е еден од најубавите врвови и тоа е националниот символ на Швейцарија, Тоблероне, тој врвот. Тука имавме едно Ко чоколадо е, значи. исто едно многу забележително искуство, бидејќи тргнавме да се искачуваме во јуни, малку порано во сезоната, кога имаше многу снег и многу клинови
беа покриени со снег и не можеа да се лоцираат. И не фати не време, така да останавме 36 часа на 3800 метри. 36 часа без соодветна опрема. Немавме опрема за бивак, немавме дебели јакни, имавме само Гортекс и Windshield, значи многу тенка опрема. Меѓутоа, тоа исто беше за мене едно од најголемите искуства. Тој неуспех на Матерхорн. Бидејќи тој неуспех ме научи дека никогаш не треба да се импровизира. Многу е важно сите аспекти да бидат земени во предвид, и во однос на опрема што се носи, и во однос на други работи што се потребни при такво искачување, и посебно во однос на временската прогноза. Временската прогноза е еден од клучните фактори при искачувањето на планините. Па таа ве спречи за Матерхорн. Да. А потоа времето се смири или не? По тие услови После 36 часа почна да дува силен ветер и тој ги однесе облаците, бидејќи Матерхорн беше во облак. Да. И ние бевме во услови на еден облак со нов снег, со громови, бидејќи имаше нов снег и лавини покрај нас се лизга, и всушност не евакуира со хеликоптер после 36 часа. И тоа беше многу вака... Шанса да се спуштите сами, Не, без помош? апсолутно нема. Не, бидејќи тогаш и после 36 часа организамот е истоштен. Значи ние веќе немавме енергија за Па спуштање. и судот притискаше. И среќа е што се отвори цело времето време. и успешно стигнавме во Зермат. Добро е тоа. Сега, пред малку тоа сакав да те прашам, па се префрлив на Монблан, односно на Матерхорн за ова доживување. Врвовите, оние другите, ти имаш и вамо во азискиот дел Во Пакистан. во Пакистан. Наредно беше после Даулагири. А кај беше беше она со сајлите? Со сајлите беше на Карстенс пирамид. Значи со сајлите беше на највисокиот врв на австрало-азискиот континент. Тоа е на островото Западна Папуа. И Тоа сакам при да искачувањето на тој е еден од 7-те највисоки врвови на сите континенти. Тој е највисок врв на Австралазија. Тој им беше последниот од тие 7. И тогаш бев со еден водич од Шкотска и бевме двајца само на планината. Само двајца, и кога ја проѓавме тој Тиролеан траверс, тоа беше едно многу исклучително доживување. За прв пат во животот го имав тоа доживување. И ако застанеш, кој ќе ти помогне? Се сеќам, Глигор Делев после неколку години беше таму и кажа дека имало случаи кај кој што при проаѓање на некоја девојка косата и се закачила, и всушност тоа е една многу опасна Тоа мислам ситуација. да те Тоа е една многу Кој опасна ќе помогне ситуација. таму? Еве, Да. 20 сте били. Да, тоа е една многу опасна ситуација. А други врвови вака да ни кажеш? А после Даулагири следеше искуството во Пакистан. Пакистан е една друга категорија на искачување на големите височини. Во Пакистан има 5 врва над 8000. Тука е К2, Broad Peak, Гашербрун 1, G1 и G2 и Нанга Парбат. И во јуни, исто со истата групација, бевме на К2, се качивме на К2. Значи овде што ги имам, тие се таму, К2. К2 е всушност главната слика. К2 е кралот на планините. К2 е вториот по И височина. Брод Пик е таму, во К2 е Пакистан. вториот по височина после Еверест. Тој е 8611 метри и се наоѓа на границата помеѓу Пакистан и Кина. Значи го викаат кралот на планините, една од најубавите планини и една од најтешките планини. Тука за мене најпредизвикувачки беше процесот на симнување. Бидејќи симнувањето од К2 е доста технички, многу техничко симнување, во многу карпест предел, нестабилен предел, има многу случаи на rock falls, значи многу камења паѓаат. Ако ќе падне некој камен, значи тоа е како проектил. Имаше една девојка од Германија повредена при една ротација, камен мал во рамо и прострелна рана. Како куршум. Као куршум, од една страна влегува и излегува, значи рамото ѝ беше пробиено, среќа имаше еден хирург во базниот камп кој што ја обработи раната и за неколку дена се стабилизира. Меѓутоа имаше прострелна рана од камче. А сега замислите, имаше моменти кога ќе дојде камен на, да не кажам, пола метар пречник. Тоа е
А не куршум, тоа е торпедо. Те однесе. Тоа ќе однесе до Ти скроз до имаше долу. една таква случка, ми се чини, со камен. Те Така- нападна каменот, ти го избегна. Таква случка на Броудпик имав. Бидејќи шерпасите тука не всушност премија дека треба кога ќе слушнеме рок, обично викаат тие што се горе. Да. Кога ќе откачат него камен и викаат. И сега ние по инерција у почетокот сите се криевме под некоја карпа и така. Значи шерпасите кажаа дека треба да се гледа Од кај правецот. доаѓаат. Бидејќи тој камен ја менува траекторијата и тоа мене ме спаси на Броудпик. Пред мене некој викна Рокс и погледнав ѓуле, значи можеби 2-30 сантима или повеќе беше во пречник и доваѓа и како се поместува и траекторијата. И на крај дојдов во фаза да скокнам, да ми поминем меѓу нозе каменот. Бидејќи е од некој што е пред нас, Да. од тие што се искачуваат. Добро, и тоа доживување го имаш, еве врвовите ги кажавме, кажа избо азискиот дел, кажа вамо за американскиот дел и мислам на оние најатрактивни врвови за љубителите на овој спорт со кој што ти се занимаваш. Сега да се вратиме малку и на професијата, зашто на почетокот реков легенда тамо, легенда вамо, за легендата, за искачувањето, еве си кажа, врвовите, качувањата, доживувањата, што се случува во организмот, мислењето, кажа дека неуспехот некогаш мотивира повеќе од успехот, успехот те расположува, неуспехот вика, зошто не успеав и така натаму. Сега за медицината, бидејќи ти благодарејќи на своите научни откритија во кардиохирургијата, Во интервентна кардиологија. интервентна кардиологија, добро. Ова колегите што водат медицина ќе го кажеа. Така јас човек од спортот. Многу често ги мешаат тие суспецијалности. Добро. И да ни кажеш тука што е основно во твојот професионален живот, од што си најзадоволен, на кое откритие и така натаму, што е блиско до она што го работиш. Да, јас сум многу среќен што имав можност во животот да се бавам со овој дел на интервентна кардиологија. Тоа е на некој начин, на помалку инвазивен начин да се третираат срцеви заболувања, пред се на крвните садови, а од предизвестно време и на структурни промени на срцето, со помалку инвазивен начин од класична кардиохирургија. И најголемиот бенефит е тоа што ефектот го гледаме веднаш. Ние работиме со пациент со кој што се избориме цело време, си комуницираме, пациентот ја следи процедурата, не е анестезиран, значи може да ни каже низ што проаѓа. Добро, не чувствува болка кога Не легувате внатре. Не чувствува. Има моменти кога може нешто да почувствува и затоа ние го информираме што ќе почувствува, кој тип на нелагодност. И тоа е нешто што на крај го гледаме ефектот. А по воведувањето на рутинска примена на овие процедури преку рачните артерии, се овозможи пациентот да си стане на нозе и да си отпешачи до болничката соба. Што е на вистина веднаш и за неколку часа да си оди дома. Тоа е еден од најголемите бенефити што лично сметам дека го направивме заедно како група во Македонија, меѓутоа имаме голем импакт и во Европа, па и во светски размери, бидејќи имаме некои иновации што во почетокот малку бевме ја обвинувани, напаѓани дека е ризично да се прават такви процедури, за да на крај докажеме на десетици илјади случаи дека тоа е безбедна процедура. И сега е големо задоволството кога ќе видиме колеги од САД некојаш ќе ми испратат слика како направиле некоја интервенција по тој пример. Да се пофалат од врвни центри, на пример од Дюк Университет или од Њујорк ќе ни испратат слика, или од Канада, дека врз основа на тоа што сме збореле, еве како направиле на дежурство некоја интервенција, и тие препораки од наша страна влегоа во официјалните препораки на Сдруженијето по интервентна кардиологија од САД, што е едно големо задоволство. И уште едно
што се створи тим на млади доктори во моментот што се во Ги Скопје. имаме овде, кај Ги имаме нас, во овде. Македонија. Кои што работат висок профил на интервентна кардиологија, процедури, и тоа значи пред се во Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје, меѓутоа имаме така тренирани и многу добри доктори и во Тетово, што поминаа тренинг кај нас, во Штип, во Битула, во Охрид, во неколку земји, во неколку града од Македонија. И тоа е голем бенефит, бидејќи ја проширивме таа школа и многу порано може да бидат опфатени пациентите со срцев удар, кои што не трпат многу временски пролонгирања на нивниот третман. Младиве доктори се заинтересирани за овој дел од медицината? Многу се заинтересирани, многу се пасионирани и затоа сите се тука. Сите од нив, значи да. сите од нив можат да изберат западноевропски центар или надвор, меѓутоа најдобрите се тука. Во Македонија останаа. За сега. Не сакам да те прашувам, ајде ќе те прашам, бидејќи ја кажуваме твојата животна сторија, политиката. Политиката беше една фаза од животот, како што и за другите си доаѓа спонтано. За мене беше големо искуство, бидејќи имав можност да си го запознам народот во многу делови што ние не ги гледаме и да сватиме дека во многу краишта на Македонија има живот од друг тип. Меѓутоа тој живот таму не е помалку вреден отколку животот во метрополата во Скопје. Има луѓе што се многу посреќни во тие места отколку тука. И тоа би требало секојаш да го имам предвид. Тоа за мене беше едно од најголемите богатства. Запознав многу луѓе од различни националности, значи не само од македонската националност, и од другите религии, што секој си имаат своја специфичност и своја специфична тежина. И всушност тука се сваќа дека нема повеќе вреден или помалку вреден и човек, и град, и религија, и институција. Сите сме всушност дел од една голема целина. Меѓутоа, политиката е активност што е вклучена со многу непринципијални работи и од тие причини овие мои сегашни активности потврдуваат дека е некомпатибилна со мојот животен стил. Тоа беше една фаза и си заврши таа фаза. Јас веројатно и другите мислат дека ќе беше голема грешка да останеше во политиката, да загубевме еден таков стручњак кој спасува животи, а исто така движејќи се по зоната на смртта, повторно ќе се вратам на искачувањето на највисоките врвови во светот. Па добро, еве, Сашко, мислам, обработивме доста теми во овој разговор, пред се за она што е спортски дел од својата биографија и веројатно ќе се видиме и во некоја друга прилика, затоа што височините те предизвикуваат, па дури еднаш кога се видовме, кога бев кај тебе, ти реков некако не можеш да мируваш. Хималаите те влечат и после тоа читам дека си отишол на Хималаите. Значи, вистина било тоа што го предпостави во тие моменти. Да. Благодарам, и мене ми беше голема чест и задоволство да разговарам со нашата спортска легенда во спортското новинарство во Македонија. Ти благодарам што оддели време. Благодарам. Па ќе се видиме секако во некоја следна прва прилика, да. Прилика. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот познат кардиолог, доктор, професор, сега и постојанен член на Македонската академија на науките и уметностите, Сашко Кедев, инаку во спортот познат како еден исклучителен качувач на високите врвови.
Banden Summit op. Man zullen Real Summit.